се пицата со тебе. И со загревање, да? Па како е се да вака. За тонската проба, не знаеме како може да биде. Не, ворете. Гледаш во камерата, почитуван експерту, значи Добар ден, добро вечер и добро утро. Овој Комкаст, трет поред од новата сезона, односно втората сезона на видео Комкастот, имаме еден светски, а македонски експерт. Поминавме две епизоди за да не направиме голема дупка, почнавме ние на понастани да одиме, Дарјан веќе не е тука, во Загреб е на Digital Takeover, еве го пишува денеска на чет дека некои интересни работи таму слуша, се надевам дека кога ќе се врати ќе го сподели тоа искуство. Во меѓувреме, затоа што пропуштивме минатата недела да снимиме Комкаст, за да не направиме преголема дупка, пошто нормално и мене нели ме очекуваат пато и наваму натаму. Дежурниот експерт од општа пракса, не си по општа пракса? Најопшта пракса, Никола Спасов е тука за да ускокне со една исклучително интересна и провокативна, би рекол, тема. Значи, јас дојдов тука за да пополнам само вашиот простор в дуре дупката, добрета. Не, мислам, ти си прва. Да не се сватиме погрешно сега. Пала за најавата, Дарко. Добро, рековме дека малку повеќе маркетинг теми ќе третираме, нормално е ти кога зборуваме тоа баш и многу повеќе комуникација наспроти маркетинг, многу повеќе медиуми наспроти класичен маркетинг. Но темава која што вчера тргнавме да ја разговараме и рековме еј супер, ај ќе снимиме епизода. Всушност станува збор за значи темата е инспирирана од последниот настан, односно нешто што имавме прилика го видиме да нови во медиумите, а тоа е обидот да се цензурира, ако тоа така можем да го кажем, иако се уште не е до крај истражено нели дали е тоа точно било цензура. Во Телма емисијата Код на Снежана Лупевска, односно еден прилог од емисијата Код, и не она што е битно што сакам да го кажам, не сме тука да дискутираме за етичкиот аспект на тоа, дали тоа вистински се случило, дали не се случило, туку искрено идејата вчера што ја начнавме е ствари колку всушност денеска е ефективно и е можно да се цензурира ТВ прилог и при тоа тој да не остане виден или слушнат од јавноста и колку е реално само цензурата како стратегија реално ефективна од аспект на односи со јавноста или од аспект на па и политика би рекле во овој случај, и тоа истото се однесува не само на овој конкретен прилог, него и да речеме цензури кога поголеми корпорации сака да направат да скријат некој настан кој што се случил и така натаму. Како и колку е можно во ерата на слободен интернет и во земјите кај што има слободен интернет, како Македонија, да речеме, да се вистински цензурират или скријат одредени работи, или по нови начин да се едноставно тренат пред очите на јавноста. И тоа ми беше многу интересна тема, бидејќи ти ќе продолжи сега, ли мојот став е генерално дека не само што тешко се кријат, туку дури се постигнува и спротивниот ефект. Јас ќе го поставам ова чисто како домаќин во оваа епизода. Добро, не оскам, сум доста со формалностите. Спомна да се цензурира телевизиски прилог, да се цензурира нешто на телевизија, па малку спомнавме генерално да се цензурира. Ајде да ги поставиме границите. Значи ќе дискутираме за генерално нешто да се изцензурира, нешто да се сокрие од јавноста, или ќе зборуваме нешто да се сокрие од, да речеме, условно речено, пошироката јавност преку масовните медиуми. Иако се ќе навлеземе во друга дебата дали интернетот денеска е масовен или не е масовен медиум, мислам дека е масовен. Да, ама мислам дека тоа е прешироко да одиме. Не, идејата беше, значи, ајде прво да видиме, па ќе ги видиме и двата аспекти. Прво, колку е можно, да речеме нешто што е веќе постои како содржина, во овој случај сниман прилог, да биде скриено од јавност со тоа што ќе се цензурира од телевизија. Значи тоа е едно, колку може веќе постоечки материјали да едноставно бидат скриени од јавноста во еран интернет. На овој начин, поготово на овој начин, и со оваква стратегија која што сега се обидало да се направи во овој случај, барем како што се сугерира. А и второ и генерално колку е можно да се цензурира на интернет, бидејќи има бевме сведоци во изминатиот период на многу такви обиди, почнувајќи од Турција, нели, скандалот кој што беше со прислушуваните разговори исто таму до, мислам дека и арапската пролет и така натаму, ќе најдов некои други интересни такви ситуации, како тие истите информации нашле друг канал, односно байпас да излезат повторно во јавноста. И така да тие две теми и она што е нешто многу интересно, што може да го продискутираме, што мислам дека ќе биде интересно се слушне, е како Кина всушност, бидејќи Кина е земја во која што реално е регулиран интернет, односно постои цензура на интернет, како кинескиот алгоритам за цензура на интернет во ствари е поставен,
според кои да кажеме психолошки претпоставки за тоа како функционира јавноста, и дали тој е успешен или не е успешен и зошто е така. Така да тие две работи плюс оваа трета би рекол дека може да биде. Добро, ај сега вака, значи прво ја не ја следев ситуацијата конкретна која што ни е мотивација за мојотот. Дали на кај излезе прилогот некаде, се појави прилогот? Да, апсолутно. Добро. Значи што ајде да почнеме прво тезата што ја начнавме вчера, што мене ми беше интересна, бидејќи имаше во Србија неодамна ист сличен пример каде што се случи истото и од таму ми дојде идејата. Значи пак ќе зборам од аспект на стратегија, не од етика. Значи ако одреден клиент во случајов се спомнува некоја компанија или било кој друг лице кој сака да скрие некој податок во емисија во која што има речеме релативно мала гледаност, е дефинитивно најлошата стратегија и исклучително погрешно да се обиде тоа да го направи преку цензура. Зошто? Затоа што многу едноставно се случува ефектот кој што исто може стресен дефект, се вика, го има веќе како се вика? Стресен дефект на Барбара Стресен, ќе ти го кажам после. Добро. Се случува да луѓето едноставно добиваат уште поголем интерес да дознаат што е тоа што се обидувало да се скрие од јавност. И тоа не е ново, мислам, и PR експертите и во маркетингот се користи практично многу и во минатото се користело тоа е креирање на мистерија, значи чувствен интерес кога нешто е скриено, кога нешто е тајно, што повеќе луѓе да го видат. Добро. Или забрането. Или забрането. Да, забрането, уствари во овој случај, нели. И она што се случи е дека емисијата до денеска, која што код според некои мои податоци што ги видов од People Metrите е релативно не е толку гледана емисија, прво и основно, и второ таргетирана на многу мала ниш публика, ретко код премногу гледаме после тоа пренесени вести во онлайн медиумите, значи да речеме како што некој што дебати па има после тоа и по порталите излезни кратки CG вести. Значи како една таква да речеме прилично ограничен досег на ова, кој успеа да се донесе до пред околу 55.000 прегледи имаше до вчера Сабајле. За еден ден што е сериозна бројка. На YouTube што е многу сериозна бројка веќе на гледачи кои што веќе ја виделе емисијата како така. Значи истото се случи пред 2 месеци кога владеачката партија во Србија беше обвината дека ја цензурира песната на Балашевиќ, каде што која што нели се протолкува како директна критика на актуелната власт таму. Во рокот еден ден таа имаше 1 милион прегледи, сега во момент кога видов има веќе 2,8 милион прегледи, нешто што сигурно немаше самостојно да го постигне песната, можеби да, Балашевиќ сепак ја познак, меѓутоа не во таа мера и сигурно не за толку кратко време. Потоа се докажа дека не била цензурирана по објави партијата, меѓутоа фактот што се креираше имиџот на тоа дека нешто е забрането и цензурирано и скрижено, автоматски во ера на слободен интернет достигнува далеку пати поголем публицитет. Во маркетинг перспектива два аспекти само да го задржам ја и тој дел од муабетот тука можам да посвечам. Прво, значи искуствено, ние често други со клиентите со кои што работиме викаме као стилу немојте да се обидувате да скриете нешто од нас затоа што ќе излезе тоа на интернет. Значи дали ќе биде во приватна порака, дали ќе биде во коментари, дали ќе биде на Твитер, дали ќе биде на Фејсбук, некаде ќе излезе. Секогаш кога по правило се обидуваш нешто да сокриеш, ама буквално секогаш излегува на видење. Проблемот е што кога ти се обидуваш да сокриеш нешто, значи дека ја губиш контролата после кога ќе ти излезе на интернет. Така да многу е подобро да свесно пристапиш работата и нели ти си тој кој што ја контролира ситуацијата, кој што прв излегува со таа информација, кој што да речеме на некој начин ја дава насоката на дискусија и рамките во кои што се дискутира за одредената тема, проблем или што и да, отколку да дозволиш тоа нели да ти се врати наврат на нос во смисол некој друг да го извади па да ја го диктира темпото или насоката на дискусија за таа конкретна, да речеме, содржина, проблем или ситуација. И вториот момент кој што сега ми отиде, не знам кај ми отиде, беше не, али ја не се доврзам на првиот момент. Во основа да, факт е, значи како правило и во комуникација, и во маркетингот, па и во кога ти ја контролираш информацијата, односно кога ти ја имаш, а си свесен дека како во овој случај многу тешко ќе ја скриеш, подобро ти да објавиш и да го контролираш наративот од аспект на тоа дека ти кажуваш првично што и како во однос на таа тема. Сега на таму вака се случува да треба после тоа да браниш нешто што е многу тешко, практично неодбранливо на некој начин. И така да овие две ситуации ме поттикна малку да истражувам генерално околу целата таа работа и факт е дека
се повеќе критичари луѓе кои што ја работат цензурата и анализираат како таква, сметат дека дури е многу потешко да се цензурира и нешто што е на интернет, а камоли нешто што веќе постои од телевизија па да го цензурираш на интернет. Дури нити да кажеме блокирањето во Турција на прво беше SoundCloud ради каде што беа објавени снимките, па потоа YouTube и Twitter, реално не придонесе да се намали видливоста или досегот на Тука можам да дискутирам, пошто ја ти гарантирам дека кога ќе се појави тоа на некој, да речеме, меинстрим канал, било тоа дали е телевизија или некаков интернет вебсайт кај што луѓето се навикнати да го прегледуваат, и ако ти го забраниш тој канал и тој си најде, значи таа информација си најде пат по други условно речено алтернативни канали, јас верувам дека можеби ефектот нема да биде помал, меѓутоа бројот на луѓето кои што индивидуално ќе стигне ќе биде де факто помал. Веројатно да, веројатно можеби тоа е веќе пак треба да влеземе во домен на бројки на анализа да не е паушално зборуваме. Јас читав една таква анализа конкретно за Турција, која што и мислам дека имам тука, можем и да отворам, меѓутоа она што го тврдеше таа анализа, ај сега го немам линкот отворен, али добро, значи во основа дека според нивните проценки на они собирале после тоа прегледи и така натаму по другите портали, дека во принцип постигнате многу висок број на гледаност, кој што не може тоа да го компарират бидејќи првичниот оригиналниот канал е затворен. Меѓутоа, според некои други, да речеме слични ситуации, кога YouTube би бил отворен, а не затворен, би било прилично отприлика приближно слично би била. Че тоа пак зборувам дека тешко е да се процени, но фактот дека се крира и се заинтересира јавноста. Јавноста со левел експерт малку пониско ти падна сега, нивото на експертиза. Значи тоа го практично го прави, мислам, го зголемува речот на интернет. Едноставно тоа е така. Имаш еден пример кој што ти не се сеќаваше на него, мене ми текна кога зборевме оваа тема маркетинг пример со цензурата, каде што има безброј примери по светов каде тоа намерно се игра. Не знам, со забранети спотови, со забранети реклами и така натаму, кој што леле сега ќе се појави на интернет цензурираната реклама на бренд не за медиси која што не било дозволено да се пушта по телевизија. Всушност намерно правиш некаков таков момент кој што се игра. Имаше за едно брашно, ако не се лажам, или беше каден или жито нешто на времето, негде 2008-2007 некако така беше, кога беше некој, да речеме, цуд на блогерите во Македонија, се изигра на добра таква приказна за забранета реклама, која што супер си го постигна ефектот. Имаше големи дискусии тогаш дали била таргет публиката, целната публика таму не била, бла бла бла. Сите тие муабети на страна се заврте тој муабет соодветно. Одамна не сум видел во Македонија некој да направи таква финта намерно. Можеби последно нешто такво беше промоцијата на Лофт, ако се сеќаш, кој го извади оне флаерот или што беше тоа. Така да имаше неколку кампањи, билборд кампањи кои што беа празни, нели првично со црн билборд, па после тоа ги отвараат пораките. Добро, ама тоа не е нешто забрането, не е цензурирано. Али повторно сакам да кажам, мислам се обиде да подигна чувството на недозволено. Да, недозволено или пак мистерија, што има? Значи чувството на мистерија, значи нешто што е забрането пак на некој на незабрането. Што е со Кина? Ајде ми кажа дека ќе кажеш за Кина. Кина, сурфајќи по темава која што вчера разговаравме, налетав на една многу добра анализа, која што мислам дека тебе ќе ти биде исклучително интересна. И на нашите гледачи се разбира. Кој што заборавивме да им кажем, значи ме заборавив да им кажам subscribe и да им се заблагодарам на сите што кликнаа subscribe минатиот пат, пошто имавме така еден убав скок, одиме понатаму силно цврсто. Значи, се вика системот на Кина, цензорскиот систем на интернет се вика Golden Shield, така го стеле, кој што во основа нема да влегувам, мислам и не знам како функционира алгоритмот, меѓутоа она што е многу интересно е кога го правеле самиот систем, од кои основни 5 претпоставки тргнале за луѓето, односно како луѓето размислуваат во однос на користењето на интернетот. Добро. И тие 5 претпоставки се следниве. Значи, прво, најголем дел од луѓето се нетрпеливи. Тоа подразбира дека доколку доволно долго му блокираш одреден влез, ако треба да чека например минута 2 за да влезе на одредена страна, најверојатно ќе се тргне и ќе отиде на друга страна. Значи успорува. Ако не ти се вчитува сајтот еден саат, ти правиш X и си одиш на друг сајт. Добро. Втората е дека најголем дел од луѓето се мрзеливи. Односно дека нема дури да имаат како да кажам начин како да стигнат до одредена информација на интернет, доколку тоа пара малце поголем труд и време за да го направат, многу мал процент, значи most humans, не викаат сите, most humans, значи оние кои што нив ги интересираат како јавно мислење, како целна група, значи најголем дел од луѓето.
Вика нема доволно да одат да бараат бајпаси и заобиколени патишта за да може да стигне до таа информација. Добро. Вика, после најголем дел од луѓето вика се не политични или не се активисти. Односно, ги интересира политиката, ма никогаш толку доволно за они самите да се вклучат и лично да го сметаат тоа за проблем. Него со тек на време ќе го прифатат тоа како нормално и нема политички да се активираат за тоа да го менуваат. Четврто вика најголем дел од луѓето се плашат од авторитети. Тоа значи дека ако сметат дека прават нешто погрешно, односно дека со фактот дека се обидуваат да најдат заобиколен пат за да стигнат до таа вест, веќе на некој начин ги предизвикуваат авторитетите, односно Системот, државата. И најголем дел од луѓето не би го направиле тоа ради лична безбедност. И петото и мене најинтересно ми вика, најголем дел од луѓето се плашат од технологија, односно технофоби. Углавном, тоа значи дека дури да им кажат дека можат они да научат како со значи преку да напреднат IT или технички за да најдат, они не се спремни да се го учат и да се надградуваат како би стигнале до една информација. И фактот уствари во Кина е дека кинезите знаат дека има солиден процент од луѓето кои што доаѓаат до вестите кои што они условно тој ги цензурираат. Меѓутоа тој процент е толку мал што реално не влие никако, ме разбираш, на поголемиот дел од лесно Кина колку ги има тоа. Тој процент е многу мал, 7 милиони. Да, 7 милиони кои што реално не се толку битни за јавното мислење, нити го изместат системот. Чистара. И ми беше многу интересно аспект што они се свесни, не е тоа апсолутна цензура. Добро, ама тие ги изолираат во некоја ситуација, ги оставаат да зборат, пошто нели имаш еден стар мовец со интернет, со значи, да, значи во основа ги следат, ги изолираат, меѓутоа сметат дека се дека тие не прават паралелни мрежи, не таа информација ја враќаат повторно по други канали назад, што не го прават, него најчесто го користат за себе информирање и така натаму, тие не го сметаат тоа за закана. Значи, а доколку се обидат тие информации да ги структурираат кои што они ги читаат и да ги вратат, тогаш веќе тоа е напад на Што значи дека овие што ќе решат да ги преминат овие граници кои што они ги дефинирале како нели мас дека се пона дефолт, тогаш више тој ни сите тие филтри бројот на луѓе кои што ќе ги преминат се многу помалци и се безопасни и викаат окей, терен, така ти си фри. Нивната цел не е да ги запрат сите луѓе да дојдат до информација, туку единствено да таа информација нема влијание на јавното мислење. Се додека само мал процент од луѓе имаат пристап до, односно знаат да по заобиколен пат да дојдат до информациите, тоа нема влијание на штетата, значи не им штети на имиџот или на стратегијата или на политиката на и сега зашто ова важно, мислам зашто мене ми е интересно. Интересно е затоа што и тие се свесни дури во земја која што го развила тој систем кој што е доста силен, мислам и кој што го има баш објаснено технички како е направен. Добро. А се свесни дека апсолутна цензура не е возможна, дека секогаш ќе се најде некој кој што ќе најде заобиколен пат, ме разбираш за да тоа го и они единствено што ги интересира е фактот дека доволно цензурираат колку да нема влијание на јавното мислење таа информација која што сакаат да ја цензурираат. Е сега враќајќи се на нашиот мовет од преска, прашање дали со овој потек цензура која се обиделе да го направат тука, го постигнале ефектот. Јас мислам дека не е, зашто апсолутно емисијата како таква е гледана со 2-3%, а веќе сега од 2 дена има 55.000 прегледи, има многу вести на темата кои што дополнително имаат различни ефекти, досек и така натаму и автоматски е како да кажам backfire, нели што викам. Па и влијанието е многу и влијанието и така натаму е многу поголемо. Сега секој просечен само Facebook корисник кој што никогаш не гледа код и кој што не гледа да речеме телма, веќе има информација дека нешто некаде било цензурирано, додека доколку тоа излегло само на телевизија ќе го видела многу ограничена. Се навраќам јас ситуацијата 2009-2010 година кога почнувавме да речеме професионално само да се бавиме со маркетинг и со комуникација во дигитален свет, во кој што многу често ни се случуваше на нашите клиенти со кои што работевме да им кажуваме, значи едно е многу битно, немаш контрола над информацијата. Првиот момент кога ќе го сватиш тоа, ќе почнеш да делуваш така како да немаш контрола над информацијата. И сите ти климаат со глава, да, се е окей, се е окей, до првата ситуација кога не се случува криза. Во првиот момент кога се случува нешто што им е можело да кажеш да го избришеме тоа, чекај малце, значи некој блогер некаде е пишал, не можеш да го избришеш прво, технички, второ нема потреба да размислуваш ти од тој аспект. Значи, не, ништо рекапитулираме дека во основа, значи, денеска во време на интернет, во слободен интернет барем, па дури како оној во Кина, е речиси невозможно да се цензурира постоечка содржина. Значи, тоа е, односно се скрие од јавноста. Таа ќе најде начин да излезе, кога ќе излезе, многу е можно а публицитетот да се мултиплицира заради фактот што била тајна и скриена и генерира многу повеќе интерес кај публиката. И штетата од таквиот потек е многу поголем отколку првично не се настапи со кризна стратегија, значи на кризен менеджмент да веднаш се превземе контролата врз информацијата и да
практично тој што сака да ја скрие самиот ја искомуницира и добро ја изменаџира во јавност. Односно се обиде да го представи позитивно дело, да го представи вистината и да го каже, да раскаже приказната на начин на кој што него му одговара, а не начин како што јавноста ќе интерпретира после тоа скриената вест. Значи тоа мислам дека многу важно и е многу битно во делот на кризните комуникации. Бидејќи факт е дека се повеќе компании, мислам се повеќе, уште многу компании, па и личности еве и така натаму не го разбираат фактот дека е тешко денеска да скриеш дека е многу поважно кризно добро да менаџираш. Од друга страна, ако сакате да имате поголем маркетинг ефект, тогаш крите информации, глумете луѓето, правите фама околу тоа, ако сакате повеќе луѓе да дознаат. Не знам друго како да го изложам. Да, обратно искористете го истото. Во своја полза, односно тоа ќе биде врвот на препознавање на признавањето на фактот дека да, свесни сте дека на интернет не може да исконтролирате ништо. Доколку го изиграте овој момент, доколку добро го искористите па во ваша полза, тоа подразбира дека знаете како да креирате, нели, чувство на забранета содржина, мистерија која што самото по себе одлична и стара користена маркетингова отказа. И за самиот крај, дали ја виде ти снимката која што беше забранета на интернет со Даријан како пее? Не ја видов. Сега ќе имаш шанса да видиш. Нема? Да. Ќе цензурираме. За сега ја крием. Ја мислам дека ќе ја криеме, не, ја криеме. Да.